Заокружувајќи уште една успешна година настапи на републичко ниво, меѓутоа и надвор од границите на Македонија, Кривопланечкиот карате клуб Шампион Месецов има неколку причини за гордост. Ке тргнеме од првата, постигнувањата на неодамно одржаното државно првенство за кадети и јуниори до 21 година, на кое што локалните борци традиционално земаат учество. Како и да е, поради објективни причини, овој пат нашата селекција беше помалубројна, а најзначајниот резултат го оствари младата Марија Спасовска. Со Марија се дружиме при речиси секоја посета на спортската сала во училишната зграда Партизан, каде што шампионите тренираат, па веројатно веќе и ја препознавате. Досега сме известувале за нејзините подвизи на македонски и на меѓународни турнири, меѓутоа доказ за тоа дека формата со годините и се подобрува е фактот што ланското трето место во државата годинава го надмина искачувајќи се чекор повисоко на пиедесталот. Имено, Спасовска на надпреварувањето во Скопје успеа да се пласира во финалето во конкуренција кадетски борби категорија плюс 54 кг, со што стана македонски вице-шампион. Самиот начин на кој го остварила овој успех е импресивен, затоа што во трите борби пред завршниот меч не загубила ниту еден поен. Сепак, по максималните победи, малку и несреќно, морала да подаде рака на ривал кој вообичаено не и представува голем предизвик. Последното надпреварување беше државно за кадети и јуниори до 21 година, што се одржа во Скопје. Прв пат ли си учествуваш на државно надпреварување или не? Не. Досега имаш некој позабележителен резултат? Да, лани бев трета. А сега кој е место? А сега втора место. Значи ова е некој свој виден напредок за тебе. Кажи ми, беше ли тешко да се стигне до тоа второ место? Па беше, се борев 3 борби, до финалето и финалето 4. Значи 3 си победила, а во финалето си изгубила. Кој беше победил од тебе, која е надпреварувачка? Од Макпетро, Селена Токси. А досега ги имаш неја победуваност, имате борено претходно? Да. Значи сепак имаш шанси против неа. Другите две девојки кои што се класираа до четвртото место исто се мисе? Да. Со нив си имаш надпреварување? Она како го треба да оценуваш, кажи ми, имаш ли шанси да ги совладаш сите три? Со оглед на постигнувањето, Марија е многу скромна, посебно откако ќе дознаете дека со овој успех таа доби шанса да се надпреварува и за место во македонската репрезентација, која во февруари 2014 ќе патува на Европското првенство во Португалија. Патот до Пиринеите можеби е долг, меѓутоа води преку нашата нова спортска сала, Петар Попарсов. Токму тука, в недела на 22 декември, ќе се одржи плейоф над преварувањето, својвиден изборен турнир на кој најдобрите во секоја конкуренција и категорија ќе си ги одмеруваат силите секој со секого, според така наречениот Бергер систем, а на континенталниот собир ќе патува само најдобриот. Ова може да значи голема шанса за тинејџерката Марија, која на татамите е од својата 7 година и тренира буквално половина од својот живот. За прв пат тука во нашиот град се одржува такво нешто. Мислам дека имам шанси. Може ли, например, да те мотивира малку повеќе и публиката која што ќе види и твоите другари кои што се од клубот? Да. Очекувам да биде мотив за мене за да се класирам за репрезентација. Добро, а ако се класираш во репрезентација, каде одите потоа? На Европско првенство во Португалија. Ти досега се немаш надпреварување на такво ниво, не? Не. Каде имаш најдалеко отидено и на како? Балканско во Црна Гора. Иако конкуренцијата во нејзината категорија на државно ниво е најсилна, таа во Кривопланечкиот клуб нема спаринг партнерка со која може да се подготвува за големиот настан, па оваа улога ја доби еден од тренерите, Жарко Ангеловски. Другиот, Стевче Христовски, информираше дека Марија не мора да се грижи за трошоците до и во Португалија, па само и преостанува да даде се од себе. Марија долг период се спрема, овие подготовки траа, долг период, интензивност се вежба, се учествува на контролни турнири, незината форма сега се докаже и на државното првенство каде имаше 3 победи, од кои без ни еден изгубен поен, сите противници ги победи на 0. Во финалето, да кажеме, несреќно изгуби од Рудичкот Макпетрол, се очекуваме меѓу нив двете да се барат местото во репрезентацијата. Треба да споменам дека во кадетска конкуренција плюс 54 кг беше најсилна конкуренција на државното првенство со најголем број на надпреварувачи. Двајцата најупорни следбеници на оваа древна јапонска боречка вештина од Крива Паланка со каратето се од мали нозе. Меѓутоа во нивните зрели години ќе дочекаат вакво големо надпреварување на домашен терен. Можеби Жарко и Стевче не успеа како борци, меѓутоа ќе се представат пред своите сограѓани како организатори и преку своите пулени. Затоа и очекуваат голема посета од кривопаланчани, кои со своето присуство ќе ја збогатат престижната манифестација и воедно на младата Марија ќе ја дадат неопходната поддршка.
Како што најавме пред неколку месеци, значи ова надпреварувачка сезона завршува со плейоф, така наречениот плейоф, кој ќе се одржи во Крива Паланка на 22 декември во салата Петар Парсов. На плейофот ќе земат учество сите прво три пласирани во поединечна и екипна конкуренција која се пласира на државното првенство што се одржа минатиот викенд во Скопје. Значи право на настап имат од кадетска конкуренција, значи од 14 години до 21 година. Значи тоа се три селекции, значи јуниорска кадетска репрезентација која ќе настапува на европското првенство наредната година во Португалија. Значи ги очекуваме, значи во нашиот град да учествуваат некаде околу 80 најквалитетни каратисти во сите категории. Да споменам тука, значи ќе настапи, ќе бара свое место во репрезентацијата и трикратниот европски првак во кадетска и јуниорска конкуренција Берат ја купи. Потоа ќе настапи уште два тројца носители во јуниорска конкуренција со европски медали. Значи се што е најквалитетно во македонското карате ќе биде тука присутно на 22 во Крива Паланка. Организацијски товарот ќе падне на вас, на вашиот клуб шампион, меѓутоа и општината Крива Паланка многу ќе помогне. Кажи ни нешто повеќе што ќе значи тоа. Карате клубот шампион се јавува како технички организатор на плейофот. Значи тука имаме голема помош со општината, градоначалникот, значи посебно со изградата на новата сала, значи без салата немаше шанси, не можеме да исполниме критериуми за да го добиеме ова првенство кај нас. Значи ќе имаме гости од Бугарија кои и се надеваме за наредната година за прв пат ќе се организира традиционален турнир во Крива Паланка кој ќе се одржува секоја година. За датумот ќе се договориме, значи во текот на наредната година во кој период ќе се одржи, така да очекуваме во Крива Паланка спортската цена да се збогати со уште едно големо надпреварување. Ги повикувам сите кривопаланчани, љубители на боречки спортови, сите љубители на спортот да присуствуваат, значи во недела на 22 во спортската сала Петар Парсов, да им дадеме подршка на Марија Спазовска и да се запознаеме со убавините на карате спортот поблиску. До сега бевме само на телевизија, сега и во живо. Слушнавте кој се ќе биде дел од големото надпреварување на 22. Дознавте кого треба да бодрите. Влезот е бесплатен, вратите на салата ќе бидат отворени од пред 10 часот. Па на вас преостанува да дојдете и да уживате во атрактивните борби и незаборавната представа на каратистите. Секако да не пропуштиме да ја посакаме на Марија многу спортска среќа и со нов успех на свој терен да добие шанса да ги брани македонските бои во далечната Португалија.